Треба да го зачуваме нашиот македонски јазик. Мораме да зачуваме она што пишува Народна гимназија Јане Сандански Струмица. Ние сме за македонски јазик. Ние сме за македонска држава. Ние сме за македонска историја. Лево од мене културниот дом Антон Панов. Човек кој оцрта историја во поновата македонска историја. Вие знаете, живееше во нас зграда таму. Безброј пати му купува весник, леп и така натаму. И секогаш ме учеше дека сум македонец. И така треба да останам и понатаму. Длабоко од душата ме боли ова што се случува овде. Меѓутоа, судбината е во наше раце. Ние сме тие кои што треба да ја одбраниме Македонија од нападот од сите страни. Затоа треба да бидеме спремни со голема совест, со голема свест да кажеме на сите кои што додирнуваат во ова наше македонско ткиво дека нема да го дозволиме тоа. Нема да дозволиме рушење на темелите на ова наша Република Македонија. Година, но ќе ми бидете вака, ќе се очувствувате со мене. Пошто денес е ден за сочувство. Значи, драги сограѓани, денес се собравме овде да дадеме поддршка на оваа иницијатива за зачувување на нашата Македонија, за унитарноста на Република Македонија. Овде сме да го кажеме својот став, нашето мислење за целата оваа ситуација во која се најдовме. Без разлика на нашето религиозно, етничко, па дури и политичко потекло. Сите ние овде сме народ. Да се чуе тој глас на тој народ. Затоа што единствено народот го дава легитимитетот. А никој не праша. Јас ќе речам, живееме во болни времиња. И затоа, во тој контекст, ќе го цитирам големиот Гоце Делчев, кој своевремено рекол: јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови изроди, како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример, кога еден ист народ по традиција, јазик, вера, се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуги. И за да не ни се случи токму ова што го рекол Гоце Делчев, јас, а сигурно и вие овде присутните, ги замолувам сите битни фактори во Република Македонија. Пред се мислам на политичките партии да се приклучат кон ова се македонско будење. Посебно ги повикувам оние господата од Социјалдемократскиот сојуз. Јас длабоко верувам дека и таму има народ и да ја прифатат понудената рака и таа добра понуда од ВМРО ДПМНЕ за одбрана на Македонија, за одбрана на унитарноста и неделливоста на Македонија. Да кажат едно големо не против албанската платформа.
големо не за редефинирање на Република Македонија, не против двојазичност, јазик, химна, грб, име. И најпосле пари, да. Драги мои сограѓани, голем број од вас добро ме познавате. Јас, како интелектуалец и долгогодишен просветен работник, сакам да го искажам својот револт и силно да се спротивствувам на идејата за воспоставување на двојазичност на целата територија на Република Македонија. Денес на интернет имав прилика да видам како изгледа договореното двојазично свидетелство. Тука од ова место ви ветувам дека моја рака никогаш нема да напише, ниту ќе потпише вакво двојазично свидетелство. На сите вас кои директно или индиректно ја поддржувавте албанската платформа и ја поддржувате, сакам да ви порачам. Црвената линија ја поминавте, црвено-жолтата не. Гласно протестирам. Не за албанската платформа. Не за двојазичност. Не за кантонизација. Не за федерализација. Не за промена на името. Не за промена на знамето и химната. Не за поделба на Македонија. Туѓо не сакаме, ама своето не го даваме. Да имаме некоја територија, а да немаме држава во вистинска смисла на зборот. Тоа е обработено од надворешни центри кои што во континуитет ќе настојуваат да создаваат некои тука марионетски власти, значи политичари без кредибилитет. Затоа граѓанска Македонија, гледате низ цела земја е на нозе и нема тоа на вистина да им помине. Ве повикувам утре во 17 часот сите повторно овде. Да живее Македонија! Narode Makedonije,
1944. 2. август. Манастир Прохор Пчински. Решение на първото заседание на АСНО за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. Решение на антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. Член 1. Во македонската држава како службен јазик се заведува народниот македонски јазик. Член 2. Ова решение влегува веднага во сила. Одржано во манастир Свети Отец Прохор Пчински, Илинден, 2 август 1944 година, за антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија, секретар Љупчо Арсов, председател Методија Андонов Ченто, да не дозволиме председателот Методија Андонов Ченто, што го потпишал денешниот Зоран Заев и неговата врхушка да не го избрише. Благодарам. Јас Сабина Агушева, како турчинка, им се обраќам на македонскиот народ. Без оглед на националност и вера, македонци, турци, роми, срби, бошнаци, дајте да се обидниме, да си подадеме рака, да ја зачуваме нашата унитарна Република Македонија. Оној кој не е спремен да го прости, да го руши мостот, преку кој и самиот еден ден ќе помине, мора да помине. Да живее Република Македонија! Гоце Делчев рече: јас го разбирам светот како поле за културен напредок меѓу народите. Почитувани мои сограѓани, во овие не баш пријатни моменти, почувствува потреба денес да бидам со вас и да ви се обратам со неколку мои зборови. Тука сум заедно да ги изразиме нашите чувства, негодување по однос на настанатата политичка ситуација. Драги мои, се прашувам зошто? Кому се потребни ваквите тензии? Што им треба на нашите сограѓани? Нели тие имаат се? Училишта,
факултети, институти, домови за културата, каде можат да ја развиват и афирмираат собствената култура и тоа на нивен собствен јазик. И се друго што во ниту една унитарна држава го нема. Овде го има. И што повеќе? Што сакат повеќе? Јас не можам да знам. Јас имам многу пријатели од различни националности и вери. Вечерва се собравме во толков број да одговориме на сценаријата на деформирање и разнебитување на Македонија со љубов за унитарна Македонија, но и со одлучност со која ќе ги подкрепиме љубовта и посветеноста. Креативни сме, спремни и неуморни кога се во прашање Македонија и незината иднина. Македонија ни значи премногу за да не бидеме тука за неа кога сме и потребни. Само за остварување ниски политички страсти и комплекси, граѓаните тоа нема да го дозволат, тоа веројатно досега го сватија сите. Се до исполнувањето на нашите барања, односно започнување на нивното исполнување, ние нема да отстапиме. Сите политички партии, заедно со граѓаните, бараме да изготват платформа за заедничка Македонија и да ги отфрлат платформите пишувани во други држави. Бараме од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојат владена програма која не би била изгласана од граѓаните на изборите. Бараме од партиите, а посебно од ВМРО ДПМН и СДСМ да не допуштаат да се согласи да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Баравме од председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, да го почитува уставот, да не доделува нам мандат по истекување на рокот, кој веќе е истечен, и затоа што давањето на мандатот за платформа во туга држава ќе го направи соучесник во разнебитување на Република Македонија. На огромна радост, последново наше барање веќе е исполнето. Тоест, дека некои го нападнале музеот на албанската азбука. Од името на собирот на овој мирен протест, овде од Струмица, гласно кажуваме дека најстрого го осудуваме нападот на музеот на албанската азбука. И бараме сторителите на тој чин да се фатат и да бидат казнети. Да се посегне по музеот на албанската азбука и тоа баш на денот на албанските учители е злобна провокација. Провокација пар екселанс. Во секој случај се работи за кукавици кои мора одговорните да ги пронедат и да ги казнат. Значи, од овој собир овде од Струмица порачуваме дека ние не сме против соживотот, туку се собираме секоја вечер ширум сите градови на државата наша да го искажеме јасно и гласно нашето не за платформата од Тирана. Поготово заради тоа што таа платформа доаѓа од кабинет на соседна држава. Тоа иритира. Никој не може да биде рамнодушен на тоа. Почитувани присутни. Овде, еве, од првите редови слушнав, некој коментира дека и не знаеме што пишува во таа платформа. Тоа уште по-иритирачки делува. Кога би знаеле, би биле најасно и би знаеле што содржи таа платформа. Но јас би сакал да се навратам назад малку из историјата. Имено, ако синоќа овде беше прочитан Крушевскиот манифест, би сакал да ве потсетам и вас повозрастните, а поготово по младите генерации дека некаде во мугрите на народно-ослободителната борба, пред неизиниот почеток, еден голем македонец, големиот наш поет Никола Јонков Вапцаров, насетувајќи го мигот за македонски воскрес,
се повикува на илинденците и срочува една прекрасна песна која што Чиниш, еве сега ќе ја слушнете, Чиниш е напишана вчера и се однесува на она што ни се случува денес нас овде. Таму тој вели: вината не беше наша, таа кај друг се крие. И туги прсти тогаш тотонска вина сторија. Но штом ќе дојде ден и штом ќе треба, ние за секи раскажеме на мајката историја. Започнаа со раце гнасни на народот во душата му џбараат. Но гневот беше толку нараснат, та не се свати волчјата им нарав и муцките на зверови вовчки кожи. Што ли ќе кажете за таа новост? Ќе барате ли тука руски рубли? В Крушево уште феудалот гнетеше и колкав скок изградија република. Почитувани сограѓани на Гевгеја, и вечерва покажуваме силен отпор. Ја отврламе тиранската платформа и бараме албанците и СДСМ да се откажат од неа, од и таа носи тиранија за Македонија. И да викнеме силно: ние сме за заедничка Македонија. Ајде, македонци! Напред, македонци! Храбри македонци! Така ги храбреше Александар Македонски своите фаланги и јурвишеше заедно со нив. Нашето историско искуство се памти. Пискотници се слушаат од галични во река. Што зла несрека ги избра и мажи и жени, да гласат тажна ека. Кузман падна убиен од гега. Така пишуваше Григор Парличев во поемата Сердарот 1850 година. А балистите беа во 1940-50 година. Денес, 2017 година, со платформа, чекор по чекор, подмолно и понижувачки. После по деценија две, последиците се огромни. Ќе има етничко чистење врз македонците од својата татковина. Колку ти вреди куќата? 100.000 евра. Еве ти 200. Марш од тука. Тоа ќе се случува. Ете затоа. Затоа треба да се избориме, да ја зачуваме татковината. Едно име
od tebe i života bar sa tebe. Etno ime ima me, po duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Etno ime ima me, po duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Подобро е секој ден овде слободно и мирно да стојам и шетам, отколку да ја изгубам државата и сам себе да се поништам. Слободата, мирот, слогата, еднаквоста се најголемите вредности. Се молат сите граѓани за подобар животен стандард и поквалитетни услови за живот. Сите да излегуваат секојдневно на мирни маршови за заедничка Македонија. Затоа што подобро е вака, отколку со сила да не снајде, не дај Боже, последното. Имаме ум и веќе искусено и видено. Во име на горе наведеново, ги молам лидерите на партиите, коалициите, на разум и нека направат заедничка, техничка, стручна, професионална влада за спроведување на попис, реален, на нов изборен метод, пример, една изборна единица, отворени листи, па потоа избори. Лично сум против платформата, затоа што не нуди предлози за подобар животен стандард, поквалитетни услови за живот, туку напротив фаворизира една националност на другите и ствара нови трошоци и проблеми. Конкретно, точка 1. Постигнување целосна равноправност во согласност со Охридскиот договор и Уставот. И сите 4 подточки сум против, затоа што веќе е реализирано. Точка 2. Постигнување економска равноправност и општествена благосостојба, особено преку рамноправен регионален развој. Сум за, меѓутоа некако што е наведено во подточките од платформата. Општина Радовиш. Македонскиот јазик е нашата татковина. Македонија и историјата ја парчеле и делеле, но душата на македонскиот народ никогаш и никој не успел да ја распарчи. Токму поради ова, браќа и сестри македонци и македонки, да се дружиме сите заедно во еден силен факел на унитарна Македонија, во која македонскиот народ ни својата долга и трагична историја конечно успеа да го оствари својот идентитет, да го изгради домот на својата државност и да ја гради својата иднина. Иднината не е на распродажба и партиски дилови. Драги браќа и сестри, иднината се нашиот јазик и нашата унитарна Македонија. Затоа не треба да дозволиме да ни ја уриваат, уценуваат оние кои имаат неколку резервни држави, некои несовесни политички лидери и странците кои отсекогаш не гледале како буре барот на Балканот. Им покажуваме, почитувани, дека можеме да се избориме и со собствената независност и за својата држава. Им покажавме дека Македонија не може да биде демократска држава што се бори за правата на сите граѓани, а со тоа и за сите етникуми, кои ги уживаат буквално сите човечки и граѓански права, како и во своите модерни, развиени, демократски во Европа и во светот. Им покажавме и дека можеме да се бориме и за безбедноста и мирот во светот, учествувајќи при тоа во сите досегашни мировни емисии и војни операции на НАТО партнерите. Им покажавме дека имаме капацитет да бидеме модерна европска држава која има право на својата историја, на своето име и на својот јазик. Повик
од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Браќа и сестри, кои судбината ве принудила да живеете заедно со нас, вклучете се во нашето единство, зашто тоа ќе има непроценлива вредност и за вас и за нас. Само здружени и со меѓусебна доверба ќе бидеме секаде и секогаш посилни. Историјата е еден отворен процес кој постојано се допишува. Ние, македонците, таа историја сакаме да ја пишуваме само со своето македонско писмо и само со својата македонска вистина. Слободата е наша прва икона и затоа не спуштајте ја од своите раце и од својата љубов. Таа не се освоила една за секогаш, туку секој ден и постојано, ни секој наш творечки подвиг и ни секој изгреб што не осветлува. Само така Македонија ќе ја видиме обединета во една толку величествена светлина. Зашто наше знаме е сонцето, а тоа е на стариот оган на кој се грееме. Ние, граѓаните, за заедничка Македонија, македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите други кои живеат во нашата татковина бараме. Сите политички партии, заедно со граѓаните, да изготват платформа за заедничка Македонија, тука во главниот град на Република Македонија и да ги отврнат платформите пишувани во туги држави. Бараме од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојуваат владина програма која не би била изгласана од граѓаните на изборите. Барам од партиите, а посебно од ВМРО, ДПМН и СДСМ, да не допуштат да се гласа во собранието законот за двојадишна Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Бараме од председателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов, да го почитува уставот, да не доделува мандат после истекувањето на рокот кој веќе е истечен и затоа што давањето на мандатот на платформата од туга држава ќе го направи соучесник во разнебитувањето на Република Македонија. Овде постојат само две бои, црвена и жолта. Бараме ние, жителите на оваа држава, да се доведе оваа земја во ред, било по кои избори, без разлика кој за кого гласал, да биде на власт, да се почитуваат демократските избори и резултати, да нема математики, да живее Македонија жолто-црвена, Македонија на кој никој нема повтор па да ја го смени знамето. Уште нешто за утре, се гледаме повторно во исто време во 18 часот, граѓанската иницијатива, секој кој сака да ја помогне со материјални средства, рекламен материјал, да донира за тековни трошкови на организацијата, може слободно да се вклучи и да го направи тоа. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува секојдневно со мирен протест во Струмица. Македонија вечна. Да живее Македонија! Што значи име? Велат, нека името да го промениме за подобро да живееме, во идентитетот не се меша. И тоа е стапица што ни ја приготвиле и Вашингтон и Брисел.
Сменете го името, еве ви Европа, НАТО, во идентитетот не се мешаме. А зошто на друг не го менуваат името? На французи, на англичани, на грци, туку баш на Македонија. Затоа што она, како што велеше Блаже Конески, не може едностолчено племе, еден мал народ да носи такво големо име. Еден од овие балистите рече през 100 години немало македонски народ. Не през 100 години. Македонскиот народ е запишан во најсветата книга, Библијата, со небесен печат дека го имало пред неколку илјади години, пред 8-9 години. Ако изгласаш албанец председател, а истовременно има, ние мора да сме свесни, тоа се знае дека има и се спрема обид за покушение врз нашиот председател. И тогаш, ако допуштиме овие изроди да влегат во собрание и да направат, да продолжат конституционната седница и да изгласат председател, тогаш, знаете, овој председател, тој ќе биде, ако не дај Боже стане нешто со нашиот председател, тој ќе биде законски раководител на Република Македонија. Тоа ние не смееме да го допуштиме. Почитувани сограѓани, браќа и сестри, добро вечер. Македонскиот народ низ историјата го парчеле, делеле, угнетувале, но битието и душата никој не успеал и нема да успее да го распарчи. Ниту минатото и оставниот аманет на нашите предци, ниту сегашноста, ниту иднината на оваа света земја нема да се распродаде и да биде предмет на некакви заговори. Драги браќа и сестри, иднината се македонскиот јазик, нашата унитарна и заедничка Македонија. Македонскиот јазик е нашата вечна татковина. Некои мислеат дека со монтирани сценарија ќе не разединат, но грешат. Напротив, мои македонци и македонки, да се здружиме сите заедно, уште посилно да го зачуваме домот на својата државност и цврсто да ја изградиме својата иднина. Не треба да дозволиме да ни уценуваат оние која имаат таа задача, некои платени странски функционери кои од секогаш нашата татковина ја сметале за потенцијално жариште. Македонскиот народ многу пати докажа дека е сплотен за националните интереси и дека секогаш ќе се бори за собствената независност и за собствената држава. Македонскиот народ знае што е демократија, што се демократски права на сите граѓани, на сите они кои живеат овде, кои ги уживаат сите човекови и граѓански права и што живеат како и во сите модерни и развиени демократски во Европа и во светот. И не само тоа, македонскиот народ докажа дека неседично го поддржа и меѓународниот мир и затоа веќе добива огромни признанија.